Охрид конечно после 13 години ќе добие катна гаража. По првата неуспешна тендерска постапка, општината започна нова и за околу 3 недели на паркингот кај градскиот пазар ќе почне изградата на катната гаража. Туристичкиот центар, кој при првиот налет на гости лете-зима буквално не функционира и се соочува со сообраќаен хаос, блокирани улици, тротоари, пешачки и велосипедски патеки, не можеше да го реализира проектот кој е од витално значење за Охрид од низа причини. Градата на катната гаража најпрви не спореше Националната комисија на УНЕСКО за во 2024 година во ќорсока каде е втурне тогаш актуелната гарнитура од Министерството за култура. Вршевме сериозни измени на проектот. Првично не дозволија да има комерцијални објекти во самата катна гаража, ние тоа го изменавме, не очекуваја. Влезот бил требало од југоисток, требало во северозапад и тоа го изменавме. Не требало подземја да имат заради икс работи, немало. Едноставно сите работи ги направивме за на крај да дочекам. Во март беше, ми се чини лани, кога министерката за култура кажа дека Охрид нема да има катна гаража затоа што не е од јавен интерес, иако стигнавме и гласање на комисија за УНЕСКО каде што со 8.4 ја добивме катната гаража, односно неурбанистички проект. Во екот на сезоната, Охрид нема капацитет да прими повеќе од 40.000 возила. Поголемиот дел од улиците, дури и главните сообраќајници кои водат кон центарот, се користат и за паркирање, но и тоа не е доволно. Во моментов во градот има 900 паркинг места, а недостасуваат уште околу 500. Поради тоа Пецаков најави изградба на уште една катна гаража. Таа катна гаража е уцртана во спортскиот комплекс Билјанини извори како урбанистички план и тоа е нешто на кое што ќе се посветиме наредните 4 години да го завршиме. Како и да е, и то го гледаат светлото на крајот на тунелот после долги години, би рекол, борба и едноставно работи за кои што долги години се разговарало во Охрид, биле потреба на граѓаните, суштинска, за подобрување нормално на условите на функционирање на градот, посебно во текот на летниот период. Инаку уште од 2015 година постоја и заложби за изграда на дури 4 катни гаражи, но тогаш измина повеќе од деценија, а градот се досега не доби нити една. Луѓето купуваат плацеви на месечина, а Охрид 30 години се расправа со изграда на катна гаража, коментираат охриѓани.